За едно младо девојче јас слушнав на 26 декември на бродот Панини и рекоа дека тоа е велешенче, се презива Прпева, тренирала долго време тенис и таа е една од младите надежи тениски на Велес. Како ти ќе се представиш? Ја ќе се представам. Јас сум Марија Прпева, имам 10 години и тренирам тенис и живеам во Велес, родена сум во Скопје. И активно секоја недела по колку пати доаѓаш да тренираш? Јас доаѓам да тренирам по 3 пати во неделата. Може некогаш по 4, но 4 највеќе. Кога прв пат почна да тренираш? Колку годинки тогаш имаше? Јас тогаш имав 5 години и Како се случи да посакаш да тренираш тенис? Па еден ден кога јас и мама се шетавме низ паркот и ги видовме како играат тенис тука на терените и мама мене ме праша дали сум сакала да играм тенис и ја реков дека сакам и следниот тренинг мама тука ме донесе и јас почнав така да тренирам тенис. Тогаш имаше само 5 години. Да. Кој ти беше првиот тренер? Првиот тренер ми беше Елена Џунова. Таа го откри талентот? Па Што ти кажа таа? Како изгледаше тој прв твој тренинг кога ти го зема рекетот во рака и Џунова беше тука и што таа побара од тебе? Па она побара од мене Да сервираш? Да сервирам, да бидам Да види ти каков удар имаш во Да. себе си, од себе си, како можеш да произведеш удар и после тоа што следеше, што се случи, например, континуирано доаѓање тука на тренинзи во Велес? Да. Да. Колку пати во текот на неделата? Па секој ден. Секој ден? Да. А сега дознав дека, освен што ти си станала веќе член на тенискиот клуб Велес, исто така имаш и приватен тренер. Да. Кој е тој? Каде е? Па, јас сега тренирам во Скопје, во Ѓорче Петров и мојот тренер се вика Никола. Што вообичаено тренерите прават на тренизите? Што ве советуваат? Што они зборуваат со вас? Па со нас разговараат како да го удриме ударот, што сме погрешиле, да не поправат и тоа. Интересно е веројатно како и сите спортисти за еден тенисер или тенисерка да има своји идоли. Имаш ти идоли во тенисот? Да. Кои се тие? Од машките ми е Новак Џоковиќ, а од женските имам повеќе од женските, Сабаленка, Рибакиња, Коко Гауф и многу други. И многу други. Кога ние гледаме тенис, ние навиваме ноле и гледаме само да се промени, да го добие поенот и нели 15-30 и гледаме дека тој сервира и каде оди топчето. А што гледа, да речеме, еден спортист или спортистка како тебе од таков надпревар и може ли нешто да се купи од сето тоа што го гледаш на телевизија? Додека трае надпреварот на ноле, на твоите идоли. Има ли нешто што може да ти помогне, што може ти да го направиш? Што е најчесто тоа? Па тоа најчесто е ударите, како да ги мавнам или удирам, како да ги удирам, сервата и многу други удари, како да ги употребам на тренинг и на турнири. Така. А колку девојчиња како тебе тренираат тенис во, еве да речеме, во Велешкиот клуб Велес?
Има многу девојчиња? Има. Има. Тоа значи дека вие одвојувате секојдневно време, наместо да играте со своите другарчиња, најголем дел од слободното време го поминувате тука на овие терени. Дали понекогаш ти е криво што не си дел од друштвото, од другарките, од играта? Не ми е криво, тоа време јас го поминувам тука и многу ми е убаво тука и не ми е криво што не си играм со нив. Бидејќи си веќе добитник на признание од страна на општината, тоа не е мала работа, и се наоѓаш во 10 млади надежи на градот, како тоа одекна помеѓу твоите другарки во класот каде што учиш? Дали ти ти честита? Ми честита и многу сакаат да бидат како мене, ама не сакаат толку време да одвојат од слободното и да дојдат овде. Можеш ли да ми кажеш, кога доаѓаш овдека на овој терен, колку време би можела да поминеш без проблеми? Еден тренинг колку вообичаено време е потребно, а колку ако те остават овде би тренирала? Па многу. Многу. Цел ден. Цел ден? Да. Без проблем? Да. Јас само ќе кажам дека уште ова сакав да те прашам. Дали веќе има надпревари на кои што си учествувала како тенисерка на тенискиот клуб Велес? Некој посебен надпревар што ти оставил можеби сеќавање и колку често победуваш? Па победувам кога отивма зелен 12 и ја на зелениот бев најдобра, прва бев, и сега 12 одем на турнири и таму пробувам да победувам. Со 10 години, 10 годишна, 11 годишна возраст, сега во овој момент, каде себе си се гледаш и ја гледаш својата иднина? Дали во Македонија или можеби надвор од неа? Надвор од неа. Постои ли некоја земја, например, каде што би сакала да играш и да победиш, да кажат, еве да речеме ние новинарите да пренесеме, да, ова е македонка или Марија е прпева од Велес, иако таа игра, не знам, во некоја друга држава, сепак таа почнала и своите први чекори во тенисот ги направила во Велес. Имам земја во која што сакам да играм. Имам многу земји и држави, имам многу што би сакала таму да играм. Многу земји. Значи не можеш да издвоиш? Не можеш. Бидејќи си талент, како, например, би ми ја честитала новата година на твоите, еве да речеме, врсници во градот, повикувајќи ги своето слободно време да го искористат за спорт, можеби за тенис или не знам, некој друг вид на спорт? Како би им ја честитала новата година? Јас новата година им би ја честитала да бидат успешни, среќни, здрави и да бидат успешни во тоа што сакаат да го направат. Јас би додала и да спортуваат, затоа што спортот, нели, е здравје. Само спортистите се тие кои што правилно го живеат животот и тие водат некој здрав начин на живот. Ти благодарам, Марија, за одвоеното време и ти посакувам успешна 2026 година. Благодарам и тебе.